Прво, политиката за проширување е една од најуспешните политики на Европската унија досега. Оние земји кои се приклучија кон Европската унија пред неколку години, пред 10 години, поминаа низ многу сериозен процес на реформа за да бидат демократски и да ги почитуваат човековите права, како и да имаат пазарна економија. Затоа процесот на проширување на Европската унија продолжува. Денес оваа комисија воведе стратешки документ и извештај за напредокот последен пат, иако се оди добро во парламентот, од 1 ноември во парламентот ќе имаме нов комесар кој што ќе продолжи работата на тема проширување. Чувте што кажа комесарот Фуле за оваа земја. Извештајот за напредокот е објавен сега и во овој извештај има многу искрени и јасни изјави. Има пораки од сите нас до владата, од опозицијата, од граѓаните на земјата, како и од земјите членки на Европската унија. Овој извештај не е само критика, пред се треба да го гледате како многу јасен текст како треба да се действува. Постојат многу грижи кои што се споменати во овој извештај за напредокот. Се поголемата политизација на државните институции, контрола на владата врз медиумите, исто така и во контекст на изборите, слобода на изразувањето, ситуацијата во врска со тоа и понатаму се влошува, политичка криза постои, интересите на партиите се повеќе ги надминуваат интересите на нацијата, независноста на судството и борбата против корупцијата. И покрај сето ова, препораката сепак е издадена да се започнат преговори со жалење за назадувањето што се случи во последната година. Тоа што сега го очекуваме, се надеваме дека овие прашања кои побудуваат грижи ќе се решат што поскоро за да следната година се добие препорака. Јас ви препорачувам на сите вас за да го прочитате овој извештај, самите да го протолкувате, а мојата порака е, ве молам, помогнете ни да ви помогнеме. Амбасадоре, во врска со сите забелешки што се дадени во овој извештај, зошто препораката е издадена за почеток на преговорите, бидејќи, како што кажа господинот Фуле, има многу назадување кои што има влијание врз целиот процес. Ова е 6-ти пат како е издадена препораката и не ја земаме предвид само оваа година, со оглед на кумулативниот напредок што земјата го постигна. Комисијата смета дека политичките критериуми и понатаму се исполнети и ја задржува својата препорака за отворање на пристапни преговори, но жали поради назадувањето во последната година. Како што веќе споменав, комесарот очекува дека овие прашања кои побудија критики се побрзо ќе бидат разрешени. Не мислам дека сум многу песимистичен или оптимистичен, само сум реалистичен. Како представници на Европската унија мораме да изразиме почит, бидејќи се обидуваме да видиме поголем напредок во земјата. Со овие јасни и критички пораки до владата од страна на новинарите, од страна на опозицијата, се надевам дека овие пораки сериозно ќе бидат прифатени и дека овие прашања конечно ќе бидат решени. Малку е рано да се каже што ќе се случи следната година. Сега нашата позиција е многу јасна, кажавме како ја разбираме ситуацијата во земјата и ја поттикнуваме повторно владата да действува најконструктивно што може за да ги реши овие прашања. Така да за да може комисијата и следната година да биде во позиција да ја издаде пораката. Ако ги споредите изјавите, ќе ја видите разликата од оваа година и минатата.